Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Енергијата основа на животот. Некој човек од Шираз дошол во Индија. Бил голем уметник, познат по своите дела. Шахот Џахан, кој владеел во тоа време, слушнал за Вајарот и го повикал во палатата. Вајарот бил мистик, суфи мистик. Шахот Џахан го прашал: слушнав дека можеш да извајаш цела фигура на некој човек или жена, само ако допреш нечија рака, иако никогаш не си го видел лицето на таа личност. Дали е тоа вистина? Вајарот одговорил: дајте ми шанса, но под еден услов. Скрите 25 убавици од вашата палата зад завесата. Ке ги допрам нивните раце и ќе одберам чија статуја ќе ја извајам. Ако статујата биде сосема иста со моделот, ако бидете задоволни, вие ќе ми дозволите да се оженам со неа. Шахот Џахан одговорил: праведен договор. 25 убави робинки стоеле зад завесата. Ги допрел сите раце и сите ги одбил. Ќерката на Шахот Џахан стоела и се забавувала од додека го наблюдувала сето тоа. Кога ја пуштил раката на последната робинка, таа ја испружила својата. И ја фатил за рака. Почувствувал нешто, замижал и кажал: ова е мојата рака. И го ставил прстенот. Ако успеам, ќе се оженам со оваа жена, си помислил. Кога погледнал зад завесата, Шахот Џахан се престрашил. Што направила? Но не се грижел, сметајќи дека не може да се направи статуа на жена само со допирање на незината рака. Вајарот се повлекол во своите одаи 3 месеци, работел деноноќно. Кога завршил, ги повикал Шахот и неговите дворјани да ја погледнат статуата. Не можеле да им поверуваат на своите очи. Статуата била иста како ќерката на Шахот. Шахот не можел да најде ни една забелешка, иако силно го посакувал тоа. Не сакал неговата ќерка да се омажи за овој сиромашен човек. Дал збор, не можел да го прекрши договорот. Многу се вознемирил, а неговата жена толку се потресла што се разболела. Била бремена. Од силниот стрес умрела при породувањето. Се викала Мунтас Махал. Шахот го повикал Вајарот и му рекол: тоа беше голема грешка. Девојката сгрешила, а жена ми умре, бидејќи не можеше да се помири ќерка и да се омажи со сиромашен човек. Не можам ни јас, иако ви ветив. Вајарот одговорил: не грижете се. Требаше да ми кажете, ќе се вратам во Шираз и ништо не ви барам. Советникот на Шахот предложил: ви умре жената, а овој човек е исклучителен уметник. Кажете му да направи модел за споменикот на вашата жена. Треба да изградите прекрасна гробница, најубава на светот. Понудете му уште еден договор. Ако ви се допадне макетата, ќе му ја дадете вашата ќерка, ако не, готово е. Шахот се согласил, но во себе си помислил: овој пат ништо нема да одобрам. Вајарот направил многу макети и сите биле исклучителни, но Шахот не бендисал ниту една. Додека Вајарот се трудел околу макетите, советникот на Шахот почнал да шири гласини дека девојката се разболела и умрела. Кога до скулпторот стигнала веста дека девојката умрела, ја направил последната макета. Девојката е мртва, срцето му е скршено. Тоа ќе биде последната макета. Ја донел кај Шахот и овој ја одобрил. Трикот бил во тоа што девојката била наводно мртва и прашањето за брак веќе не доаѓало во предвид. Таа макета станала Тадж Махал. Ја создал суфи мистик. Како можел да изваја статуа на жена само врз основа на допирот на раката? Мора да бил во некој друг универзум.
Ја почувствувал енергијата и врз основа на таа енергија го создал целиот облик. Секоја енергија има поинаков облик. Тадж Махал и понатаму ја носи таа енергија на љубовта. Ошо. Целиот универзум е движење на енергетски информации. Сета материја која што постои е енергија од различен вид која преминува од еден во друг облик. Разликите помеѓу секоја материја, независно дали е од жива или од мртва природа, се резултат на фреквенцијата на вибрирање. Вибрацијата е таа која ја прави енергетската информација видлива, чујна, сетилна. Материјата е енергија која е згусната до точка на видливост. Енергијата е основа на животот на нашата планета. Таа никогаш не се губи, туку само ја менува формата. Енергијата преминува во материја за потоа повторно да создаде енергија. Не може да се создаде нова енергија, ниту пак да се уништи она што веќе постои. Науката тврди дека ни најситниот атом не може да се уништи. И креацијата, и деструкцијата се во нас. Законот на природата за енергијата вели дека колку повеќе ја користите, толку повеќе ќе добиете. Ниту еден добар и врвен спортист не станал случајно тоа што е. Тој го барал тоа, се подготвувал психички, а потоа ја усовршил техниката и дисциплината. Сите оние кои освоиле медали на надпревар или учествувале на Олимпијада, претходно ги поврзале овие две работи за да остварат успех. Сончева енергија. Сонцето не ги предава своите благородни енергии на сите нивоа. Тоа го издига духот и го лечи телото. Билјана Перчинкова. Тоа што се случува со енергијата кај човекот, се случува и кај останатиот жив свет. Кај растенијата. Сонцето ја дава и ја поттикнува енергијата и по пат на фотосинтеза, и ја претвора, трансформира во друг вид енергија. Интересен е фактот дека Сонцето поседува 99,85% од вкупната маса во Сончевиот систем. Остатокот припаѓа на сите други планети од нашиот систем. Нашата планета и сиот жив свет на неа не би можеле да постојат без енергијата што ни ја дава Сонцето. Ние сме дел од таа бесконечна енергија што Сонцето подеднакво ја дава на сите како безгранична љубов, без да ги одвојува добрите од лошите. Различното примање на сончевата енергија зависи од местоположбата на оној кој ја прима, независно од тоа кој е и каков живот се одвива во него. Еволуцијата потврдува дека развојот на севкупниот органски свет создаден на Земјата е под дејство на сончевата енергија преку незините честички фотоните. Затоа, религијата го зема Сонцето како символ на безграничен извор на љубов и светлина и како татко на многу мистици во повеќе религии. Така символ на позитивната енергија е светлината, а символ на негативната е темнината. Првата енергија што го создала животот е сончевата и затоа сосема е природно целиот жив свет позитивно да вибрира под нејзино дејство, кое е најдоминантно наутро. Сончевата енергија ја потиснува земната која доминира во текот на ноќта и која ја примаме за време на сонот во состојба на опуштеност. Овие две енергии меѓусебно се потиснуваат. При недостаток на сончева енергија во зимскиот период, таа се чувствува со намален интензитет. Големиот проток на сончева енергија во телото го доведува човекот во состојба да зрачи со внатрешна енергија. Овие луѓе зрачат поради тоа што се исчистени од мрснотиите што ги внесуваат преку храната и во таква состојба телото има најголема моќ за апсорбирање сончева енергија. Сите познати мудреци имале високо енергетско ниво и токму затоа станувале лидери во сите религии. Ова е една од причините зошто тие луѓе никогаш не се разболувале. Болеста
може да се појави само онамо каде што нема проток на енергија. Сите го користиме терминот негативна енергија со цел да бидеме појасни во меѓусебните разговори. Но таква енергија не постои. Секоја енергија е позитивна. Има само недостаток на енергија поради незиното крадење од некој причинител. Постои енергија поттикната од љубов која што е застапена или не. Кога ја нема, зборуваме за омраза, поточно за отсуство на позитивни чувства кон некого. Не постојат енергии на ниедно замислено зло. Секаде каде што ќе се појави сиромаштија, болест, завидливост, непријатели така натаму, тоа е недостаток од проток на енергија, а не е присуство на негативна енергија. Таа постои само во главите на оние кои времето го трошат за негативно размислување. Ништо не му дава толкова моќ на вашиот живот, како концентрирањето на целокупната ваша енергија на ограничен број цели. Најдо Кјубеин. Универзалната енергија подеднакво е достапна за сите на оваа планета, токму како и сончевите зраци. Ако се криете под сенка за сонцето да не допре до вас, тоа е ваша одлука со која ја блокирате енергијата на сончевите зраци. Во зависност од тоа дали и колку ќе дозволите проток на некаков облик на енергија преку мислите и чувствата, толку и ќе добиете за возврат. Сето она што го гледаме околу нас во основа е згусната енергија. Атомот е основа на се. Во атомот, материјата е застапена само со 0,0001%. Останатиот дел од 99,99999% е енергија. Според ова, материјата во атомот е речиси со занемарлив процент во однос на енергијата што тој ја поседува. Науката потврдува дека атомското јадро е 100.000 пати помало од самиот атом. Поточно, ако атомот го замислиме како спортска сала, околу која кружат електрони, неговото јадро ќе биде мало колку зрно сол во средината на салата. Сето останато е празен простор каде што дејствуваат електромагнетни сили. Оваа енергија е во постојано движење во атомите и е голема вибрирачка сила. Науката вели дека се што е материја има своја местоположба и може да се види. И покрај тоа што атомот содржи сосема мал процент на материја, сепак е видлив со силен електронски микроскоп. Но постои нешто интересно кога ќе се разложи атомот и кога ќе се погледне уште подлабоко во електроните, неутроните и протоните. Тие се составени од уште посетни честички кои што научната теорија ги нарекува кванти, и тоа фотони, кваркови и неутрони. Од тука произлегува изборот квантна физика. Проучувајќи ги квантните субатомски честички, квантната физика доаѓа до сензационално откритие дека тие може да бидат на повеќе места истовремено. Логиката поддржана од научните дисциплини потврдува дека еден материјален објект физички не може да биде на две места. Но ова не се однесува и за квантните субатомски честички. Тоа што овие честички поседуваат својства, што материјалните објекти ги немаат, докажува дека на субатомско ниво се случува нешто многу интересно за проучување. Тврдам дека космичкото религиозно чувство е најсилниот поттик за научно истражување. Алберт Ајнштајн. Токму затоа, квантната физика постојано ни презентира сензационални откритија преку кои што дознаваме кои сме и какви сме, за да можеме да напредуваме со голема брзина на сите полиња. Затоа науката напредува со брзина на светлина во последниве години, во однос на претходните векови. Важно е да се согледа дека и научните дисциплини, како и религијата, потврдуваат за еден нематеријален свет кој ние не го гледаме, но може да го користиме и преку него да добиеме се што ќе посакаме. Ова потврдува дека субатомските честички имаат својство да се однесуваат како објекти
и како фреквенција, но сепак не се врзуваат конкретно ниту за едното, ниту за другото. Квантната физика докажува дека тие се основни единици на енергијата од која е создаден целиот универзум, бидејќи тие се составен дел од атомот. Такви честички се и фотоните на сончевите зраци. Затоа е важно да ги разбереме научните толкувања, тоест да разликуваме кога квантните субатомски честички се однесуваат како фреквенција, а кога се однесуваат како објект. Квантната физика вели дека тие постојано се однесуваат како фреквенција, имаат бранова должина до моментот кога почнуваме да ги наблюдуваме. Тогаш од нематеријален облик преминуваат во материјален, односно во цврста материја со облик што има простор и време. Целиот простор околу нас е исполнет со квантни честички кои постојат како фреквенција и се во постојано движење. Токму затоа, кога ние се фокусираме со свесно наблюдување, визуелизација, фреквенцијата на честичките ја претвораме во материјални цврсти објекти. Ова докажува дека човештвото ја има најголемата моќ и дека тоа е последната алка на овој материјален свет, а единствено на човекот му е дадено правото да биде Бог во самиот себе. Енергија на водата. Водата е еден од основните елементи од кои е изграден светот и животот што обстојува на него. Од секогаш постои дилемата зошто од сите планети кои се наоѓаат во сончевиот систем, само на Земјата има вода во толку голема количина. Општо познато е дека таа се среќава во 3 агрегатни состојби и единствено таа спротивно реагира на топлината од сите останати материи, на топло се шири, а на ладно се собира. Единствено кај водата флуидот расте вертикално за разлика од сите течности на планетава. Околу 5/8 од вкупната површина на Земјата отпаѓаат на оваа скапоцена течност. Водата ни дава живот и без неа тој е невозможен. Со голема почит треба да се однесуваме кон водата затоа што таа представува многу важен елемент за нашиот опстанок. Но без разлика што огромна површина од земјината топка се наоѓа под вода, само 1% од неа е подобна за пиење. Затоа мора да ја чуваме и да не ја загадуваме. Околу 5 милиони луѓе годишно умираат од болести предизвикани од загадена вода. Таа бројка е дури 10 пати поголема од вкупниот број луѓе загинати во војните што се водат на земјава. Нашето тело е составено од околу 80% вода. Дневно човекот во својот организам може да внесе и до 2,5 литри вода. Исто така околу 1,5 литри вода организмот може да впие преку кожата, при туширање, пливање и така натаму. Водата има своји вибрации, енергија и меморија. Познато е дека енергијата најдобро се пренесува преку водата. Според некои научници, водата создава 2 милиарди вибрации во секунда и таа е во постојано движење од моментот на влегување во организмот се до моментот на излегување од него. Се што постои во природата поседува одредени вибрации кои лесно се пренесуваат на други тела. Тие вибрации се позитивни или негативни во зависност од тоа дали се упатуваат добри или лоши мисли. Ако на водата и се упатат позитивни мисли, таа ќе ги прифати добрите вибрации и при тоа се менуваат вибрациите во незините молекули. Водата реагира и ја менува својата енергија и структура врз основа на различни вибрации, на емоции, звуци и светлина. Правени се испитувања на вода од недопрените предели на Венецуела, при што се правени споредби со обичната хемиски третирана вода. Чистата вода имала 40.000 пати поголема енергетска активност од обичната. Токму поради ова, оние кои пијат изворска, чиста вода, се енергетски поактивни од останатите луѓе.
Луѓето не може да направат разлика меѓу природната и мртвата, хлорирана вода, додека животните можат. Доколку во два различни сада ставите изворска и вода од водоводната мрежа, тие секогаш ја избираат природната. Јапонскиот истражувач Масару Емото во книгата «Вистинската моќ на водата» мощне сликовито ги опишал испитувањата што тој ги вршел. Неговите експерименти се состоеле од тоа што тој врз водата го испитувал менувањето на кристалните форми кои се создавале како резултат на вибрациите упатувани по пат на мисли. Имено, на неколку чаши полни со обична, дестилирана вода биле упатувани добри мисли, љубов, почитување, благодарност и така натаму, а на други лоши мисли, како што се омраза, тага, грижа, завидливост. По извесно време истата вода била замрзнувана на минус 25 степени Целзиусови и по 3 часа смрзнатите кристали биле наблюдувани под микроскоп. Во садовите кон кои што биле упатувани добри вибрации и позитивна енергија се формирале преубави кристали со правилни форми, додека во другите садови било забележливо отсуството на кристали или тие биле формирани половично. Друг експеримент бил вршен на водата од браната Фуџивара во Јапонија. Од езерото бил земен примерок и истиот бил замрзнат. Кристалите што се формирале со замрзнувањето микроскопски биле испитувани, при што се утврдило дека имаат неправилна форма. Кога истата таа вода била третирана од свештено лице со позитивни мисли, со упатување молитва, формата на кристалите се сменила, односно се формирале кристали со прекрасна форма. Кога се упатува молитва кон водата, таа потполно го менува својот квалитет. Водата има меморија и моќ да ја предава својата енергија на водата со која ќе стапи во допир. Ако само една чаша осветена вода ставите во едно буре обична вода, ќе дојде до промена на квалитетот и обичната вода ќе ги прими својствата на осветената вода. Освен Емото, вакви испитувања вршеле и некои руски научници. Вршени се опити и со 3 чаши вода ставени во 3 различни простории. Во едната просторија биле присутни двајца влюбени кои си разменувале љубовни пораки, во другата биле 2 личности кои воделе жестока расправија и зборувале на висок тон, а во третата била пуштана силна, непријатна музика. По испитувањето било утврдено дека формираните кристали во секоја чаша биле различни. Ова доведува до сознание дека квалитетот на водата се менува врз база на вибрацијата, а тоа е информација, што и се упатува. Водата најчесто ја пиеме без размислување, со намена гаснење на жетта, односно ја пиеме без да ја посветиме внимание и без да помислиме колку е важна за одржувањето на животот. Кога пиеме вода, треба постојано свесно да ја изразуваме почит и благодарност. Структурата на водата се состои од 1 дел кислород и 2 дела водород, па според тоа може да се каже дека квалитетната вода е составена од 1 дел љубов и 2 дела благодарност. Токму затоа водата треба да ја пиеме изразувајќи и благодарност и љубов, мислејќи на нешто убаво што во нас поттикнува пријатни и среќни чувства. Кога веќе спомнавме дека нашето тело е составено од 80% вода, тогаш логично е по запознавањето со овие примери да се запрашаме што се случува во него. Ако вибрациите создадени како последица на емоции толку влијаат на водата. Така доаѓаме до заклучок дека треба секогаш да ги прифаќаме добрите мисли затоа што на таков начин умот и телото стануваат се поздрави. Кога упатуваме и прифаќаме негативни мисли, се случува токму спротивното. Енергија во телото. Не преживуваат најинтелигентните суштества, туку преживуваат оние кои се флексибилни да прифатат промени.
Charles Darwin. Секоја секунда е промена, а понекогаш во една секунда се содржани огромен број промени. Ништо не е исто од мигот кога ќе помислиме дека се е променето. Човековото тело се обновува со огромна брзина. Едни клетки изумираат, а нови се создаваат и на тој начин се врши регенерација на сите негови органи. Телото на човекот поседува огромна енергија со која што зрачи. Во зависност од тоа како е наелектризирано телото, тоа зрачи позитивно или негативно. Телото е совршен механизам на безгранична енергија. Моќта на човекот оди до таму што со својот мозок може да создаде нанохемија, што ќе ја почувствува секој атом во телото. Ова се случува и во позитивна, и во негативна смисла. Стресот не е ништо друго, освен хемија во телото, што предизвикува реакции и нови несакани последици. Човековото тело во просек живее 80 години, а може да обстојува многу подолго. Потребно е човекот да научи да ја користи безграничната енергија што му е на располагање за да постигне ниво на зрелост со кое ќе може да го оствари тоа. Телото е како агрегат за производство на енергија, динамо. Колку повеќе барате од него, толку повеќе ќе добиете. Ако сте физички активни, ќе можете да бидете уште поактивни, но ако престанете со физичката активност, телото веќе нема потреба од резерви на енергија и тие се губат. Најдобар пример за ова се спортистите, кои ја губат кондицијата само по неколку месеци од кога ќе престанат да спортуваат. Клетките во човековото тело стареат и изумираат, но енергијата обстојува. Таа е вечна. Доколку сме на повисоко ниво на свесност, многу подолго ќе останеме млади и витални, а тоа лесно може да се научи. Енергијата во телото и нејзиниот проток се намалуваат не само поради лошата исхрана, туку и поради негативните чувства, мисли и стресот. Природата не знае за застој на енергија, туку човекот е тој кој сам го создава. Целата енергија во телото е вибрација. Кога вибрацијата се одвива нормално, мала е веројатноста да дојде до тешкотии во организмот. Но ако протокот на енергија се поремети, доаѓа до нарушување на балансот на атомско ниво и со текот на времето тоа се пренесува и врз молекулите. За 1 до 2 години настанува пореметување и во клетките, па тогаш се јавуваат првите симптоми за нарушениот баланс во телото и тоа започнува да не известува преку болка или замор. Најлошо од се е тоа што дури тогаш се одлучуваме да побараме помош од лекар. Хипократ рекол дека работата на органите не се чувствува, а кога ќе ги почувствувате, тие веќе се заболени. Болестите на органите настануваат кога ќе се блокира протокот на енергија до нив и до клетките. За да не дојде до ова, потребно е секогаш да се негува чувството на љубов и позитивните емоции, а да се елиминираат негативните. Тие се отров за организмот поради што клетките не може да се ослободат од штетните материи во организмот, па кога ќе се намножат извесен број или група дегенеративни клетки во некој орган, тогаш започнува неговото изумирање. Токму на овој начин се формира ракот. Важно е да се напомене дека нашето тело поседува природни способности за самоизлекување. Кога лекарот за некое заболување вели тоа е обична настинка, одмори се добро, не грижи се, наскоро ќе ви биде подобро, всушност сугестивно делува на пациентот и тој ќе се чувствува подобро. Секоја болест на внатрешните органи има свој историски развој. Болеста полесно ќе излечиме со промена на расположението на подобро. Оние луѓе кои животот го гледаат од поведрата страна не се разболуваат или ако тоа се случи, болеста ја надминуваат многу побрзо и без сериозни последици. Физичката неактивност убила многу луѓе.
Голем број луѓе завршиле со хируршки интервенции затоа што не ја почитувале природата и нејзините закони. Природата може да се залажува, но никогаш не може да се излаже. Секогаш кога се грижиме за нашето тело, му испраќаме внимание и љубов од дното на душата и секој атом од телото го чувствува тоа. Тогаш телото може да ви возврати само љубов. За да може вашето тело да ви испраќа љубов и здравје, веднаш треба да започнете да го применувате ова правило без одложување. Ние сме физички суштества, материјалниот дел од нас, и во исто време духовни, енергијата што е во нас и која што не ја гледаме. Секое енергетско поле има свое зрачење. Така и нашите тела секој миг емитираат енергетски вибрации околу нас, во зависност од тоа како сме се наелектризирале со мислите, позитивно или негативно. Меѓутоа, преку своите сетила човекот не може да ги регистрира фреквенциите на сите случувања околу себе. Например, очите не можат да ги регистрираат ултравиолетовите зраци и инфрацрвената светлина, но некои видови животни нив ги регистрираат и ги користат. Истото е и со ултразвуците и инфразвуците. Тоа е случај и со електромагнетните бранови, радиобрановите и многу други фреквенции во етерот, преку кои што функционираат сите придобивки на денешницава. Како што се радиото, телевизијата, мобилните телефони, GPRS и сите безжични уреди што се во употреба. Тврдењето на денешните научници оди дотаму дека сателитите не се неопходни за функционирање на придобивките на современото време, бидејќи постојат така наречени портали, поточно енергетски порти. Доколку се постават антени со точно одредена димензија, тие ќе ја вршат истата функција како и прескапите сателити. Овие порти се места каде што најчесто се врши природно празнење на електрицитетот, создаден од облаците во атмосферата. Од сето ова може да се потврди тоа што научниците предпоставуваат дека постои видлива и невидлива енергија. Само 4% од енергијата за вас е видлива, а останатиот процент отпаѓа на невидлива, таа енергија која науката ја нарекува темна материја. Постојат луѓе кои пренесуваат позитивна енергија или биоенергија, но не можат тоа научно да го објаснат или да ја пренесат својата вештина на друг за да ја користи. Тие и да сакаат да го направат тоа, нема да можат, бидејќи навистина не знаат како, затоа што и самите несвесно ја користат енергијата што ја поседуваат, без да знаат на кој начин таа се создава. Целта на оваа книга е да ве научи како на наједноставен начин да го користите потенцијалот што го поседувате и како да користите што поголем дел од оваа невидлива енергија. Постојат безброј различни инструменти што можат да ја регистрираат фреквенцијата и да ја измерат невидливата енергија што е околу нас и во нас. Таа енергија ние можеме да ја почувствуваме и да ја насочуваме кон себе и кон другите со помош на точно определени методи. 21-то столетие ќе биде век на овие енергии, а човекот како супериорно суштество на планетава ќе ги има најголемите придобивки од тоа. Секој што ќе сака и ќе има надеж, верба и љубов, безгранично ќе може да ја користи таа невидлива енергија претходно достижна само за духовните луѓе. Крадење енергија. Секој недостаток на енергија е губење енергија, преку нејзино непотребно трошење. Одземањето или крадењето енергија може да се случи секому и секаде, само доколку тој го дозволи тоа. Ако дозволите тугите мисли и постапки да ве налутат, да навлезат во вашите мисли и да се запишат на вашата лента на меморија, тогаш сигурно ќе ви биде украдена енергијата. Постојат луѓе кои свесно или несвесно крадат енергија. Оние кои несвесно крадат енергија се тип на луѓе кои лесно се лутат, за разлика од оние
кои преку зборови или постапки свесно сакаат да украдат енергија од другите. Најчесто, тие чувствуваат дека постои опасност да изгубат нешто важно или пак се чувствуваат загрозени од некого. Постојат луѓе кои не припаѓаат на ниедна од овие групи. Такви се луѓето кои се наоѓаат на многу ниско енергетско ниво, луѓе кои постојано критикуваат и во другите ги бараат само лошите работи, без да бидат свесни дека истите ги носат во себе. Тие се обидуваат да ја украдат енергијата од секој што ќе го сретнат. Секој кој краде енергија од другите, тоа го прави за да го надомести недостатокот на енергија во себе. Наедноставен начин да се заштитите од луѓето кои сакаат да ви ја украдат енергијата е да не дозволите тие да ве налутат и да ви ги наметнат своите мисли и постапки, а тоа треба со љубов да им го дадете до знаење. Кој е моќен? Одговор: оној што е во состојба да ги контролира своите емоции и од непријателот да направи пријател. Симеон бен Зом. Тогаш сета негативна енергија што ви ја испратиле во истиот миг ќе се рефлектира врз нив, исто како одраз во огледало. Запомнете дека секогаш во секоја животна ситуација важи правилото: кој прв се лути, тој губи. Оние луѓе кои се обидуваат да ви украдат енергија, најчесто имаат постојан проблем со недостаток на истата во семејството или средината во која што живеат. Тие луѓе се агресивни и во секоја ситуација бараат причина за расправија заради надополнување на недостатокот од енергија. Тоа е така наречено крадење енергија. Овој тип луѓе се во постојана потрага по жртви од кои ќе црпат енергија без да прават селекција од кого ја крадат. Еден вид средство за крадење енергија со кое се служи народот е магијата. Но магијата како средство за крадење енергија не постои. Таа може да постои само во главата на некој кој е подложен на таква сугестија. Подоцна тој човек самиот си прави зло со автосугестија. Доколку вие сте психички стабилна личност, не постои човек на светот кој може да ви ја одреди иднината и да ве магепса. Не дозволувајте во својата свест и подсвест да го прифатите тугиот збор, мислење или постапка кои што би ве воделе кон деструкција, предизвикана од свесното програмирање. Ваквите злонамерни однесувања игнорирајте ги, отфрлете ги и само наблюдувајте ги како смешни. Доколку сакате да видите реакција од оној кој ви праќа лоши зборови, кажете му: пред 3 дена и друг ми го кажа ова, а токму тоа што ми го рече мене, му се случи нему наредниот ден. На овој начин ќе се уведите дека оној кој сака да ви одземе енергија е многу посугестибилен од останатите околу него и тој веднаш ќе го смени мислењето. Со тоа го блокирате чинот на крадење на вашата енергија и веднаш му го враќате со истата силина. Луѓето кои имаат постојан недостаток на енергија најлесно може да ги откриете според однесувањето на животните, особено кучињата околу нив. Тие се агресивни личности и животните тоа веднаш го чувствуваат бидејќи поседуваат сетило што кај нас не е развиено, па затоа и агресивно реагираат на нив. Сигурно сте забележале како кучињата ржат кога некои луѓе ќе се појават во нивната близина. Тие луѓе можат да го излажат светот околу себе, но не можат да го излажат инстинктот кај животните. Потребата за крадење енергија може да биде предизвикана од страв, обесхрабрување, разочарување, неуспеси, како резултат на тоа што следуваат секакви загуби. Тие емотивни состојби всушност представуваат пукнатини во издржливоста или самодовербата. Енергијата најлесно ќе ја вратите со помош на спомените за доживјаните успеси. Негативноста треба да биде целосно игнорирана, бидејќи таа ни говори само за состојбата, која се обидуваме да ја избришеме од својот ум и преку усно изразување за секој услов или факт, ние во умот изградуваме определена слика за неа. Агнес Проктер.
Секоја негативна емотивна состојба, што е предизвикана од друго лице, а сте ја прифатиле во вашите мисли, неминовно ќе ја почувствувате како недостаток на енергија. Недостатокот е главна причина за сите нервозни и стресни состојби што подоцна предизвикуваат несакани последици, како што се болестите. Секој недостаток на енергија предизвикува нервоза поради што се јавува потреба за нејзино брзо надополнување со цел враќање во нормална состојба. При секој недостаток на енергија, вие ќе се обидете да ја надополните свесно или несвесно, крадејќи ја од вашата околина преку вашите нервозни постапки. Независно каде одите, дома или на работа, секогаш кога имате недостаток на енергија, вие сте нервозни и агресивни, при што зрачите со негативни вибрации. Во таква ситуација најчесто започнувате кавга без причина, но дури и да молчите, луѓето околу вас ќе го почувствуваат тоа и ќе ве запрашаат зошто сте нервозни. За да не се доведете во ситуација подоцна да ви биде непријатно, треба да запомните дека никогаш и никој не може да ви одземе енергија доколку вие тоа не му го дозволите. Никогаш не дозволувајте на надворешниот свет да ги активира вашите емоции и да ве програмира како што тој сака. Доколку почувствувате дека некој ви ги активира емоциите, веднаш блокирајте го со љубов и со добар збор. Ниедно зло на светот не може да ја одолее на љубовта и на добрината. Ова е најсилното оружје на светот. Ако веќе некому му успеало да ви украде енергија во минатото и продолжува да ви ја краде, секогаш кога размислувате за него, веднаш простете му и избришете го од вашите мисли. Ако сепак некој успее да ве налути и да ви украде енергија, веднаш размислете за причината поради која што сте го дозволиле тоа. Никогаш не може да ве налути тоа што го немате во вас самите. Не дозволувајте во вас да влезат туги мисли. И ако по сето ова некој сепак ви одземе енергија, веднаш простете му, благословете го и не обвинувајте го, туку признајте си дека вие сте виновни што сте му го дозволиле тоа задоволство. Затоа, никогаш, во ниту една ситуација, не дозволувајте некој да ве налути. Навечер пред легнување секогаш читајте нешто што ќе ве стимулира вас и вашата подсвест. Тоа нека бидат конструктивни мисли кои ќе ви донесат енергија и сила во текот на ноќта. Не гледајте програми или вести што ќе ви одземат енергија, бидејќи наредниот ден вие ќе ја апсорбирате истата од вашето обкружување за да ја наполните. Секој недостаток на позитивна енергија претходно е инициран од крадење енергија. Затоа, бидете позитивни. Позитивноста не се стекнува со раѓање, таа се учи.